Почитувани гледачи, како што и најавивме на почетокот нова издание на Вестите, гостин во студиото, со мене денеска во студиото е Тони Милушев од Одделението за локален економски развој. Тони, добре дојде во Вестите. Добре ве најдов. Поздрав на сите гледачи на телевизија ВИС. Така. Зборуваме за тема која што е актуелна деновиве во изминатиот период, посебно кај невладиниот сектор. Станува збор за имплементацијата на двете програми од општина Струмица, Г1 и В2, што тие значеа, што ќе значат за Струмица како општествено живење и кои сегменти се ќе бидат опфатени. Значи вака, општина Струмица од секогаш обрнувам посебно внимание на невладиниот сектор, односно граѓанскиот сектор. Во контекст на тоа, сериозни финансиски средства ги планира, односно ги проектира во буџетот на општина Струмица и на една многу транспарентна постапка, речи си единствена во нашата држава, ги распределува соодветно на граѓанскиот сектор за имплементација, односно реализација на проектите кои што тие ги аплицираат на јавниот повик кој што општина Струмица редовно секоја година го распишува во рамките на програмата за активностите на општина Струмица во областа на локален економски развој и туризмот, односно под програмата Г1 и програмата за социјална заштита, односно под програмата В2 програма за социјална заштита. Тие финансиски средства планирани во овие две подпрограми се распределуваат значи на јавен повик, и тоа во рамките на утврдена методологија која претходно општина Струмица ја изработи во партиципативен односно пристап со граѓанските организации. Истата беше усвоена од Советот на општина Струмица и дури и како таква, како единствена таква соодветна методологија која што ги задоволува сите критериуми, европски стандарди, беше препознаена од меѓународни организации и во контекст на тоа UNDP во рамките на програмата за развој на локална демократија во Западен Балкан започна имплементација на таа програма во која што потпирајќи се, односно превземајќи дел од методологијата на општина Струмица, инкорпорирана во нивната програма, односно за јакната, со цел да ја унифицираат и во рамките на ЗЕОС да се биде пренесена како таква и да биде употреблива од страна на сите општини. Ете, ние како пример успеавме да се наметнеме како добра практика и во тој контекст да бидеме повторно пилот општина во тој дел. Така, Г1 и В2. Што тие значат и кои проекти се ќе бидат реализирани? Во рамките на Г1 програмата и В2 програмата, општина Струмица март месец распиша јавен повик, кој што во рамките на таа методологија оваа година беше нешто по-зајакната, односно по-подобрена во смисла на подготовка на самата проектна документација која требаше да ја земат во предвид граѓанските организации во процесот на подготовка на нивните проекти, за да навистина добиеме соодветни и квалитетни проекти кои што ќе бидат апсолутно од големо значење за приоритетните области кои што ги утврдивме во рамките на стратешките документи и акцијските планови кои исто така се усвоени од Советот на општина Струмица и согласно кои веќе годините кои што изминуваат очекуваме нивно исполнување. Значи, овој јавен повик беше март месец објавен. Граѓанските организации има 3 недели време да си ги подготват проектните активности, иако претходно во рамките на целата таа методологија имаше инфоденови од страна на општина Струмица организирани, каде што невладините организации детално беа информирани и упатени согласно правилата за начинот на подготовка на проектите, се со една единствена цел да имаме што повеќе квалитетни проекти, имајќи во предвид дека искуството покажуваше дека граѓанските организации во одредени сегменти делумно сериозен пристап имат кон подготовка на таквите проекти и во тој контекст се обидовме значи да ги зајакнеме за да може да овие проекти бидат навистина квалитетни. Во рамките на двете програми, значи во рамките на Г1 програмата, во однос на приоритетните области кои што беа 5, значи областа за локален економски развој, областа за социјална заштита, образование, заштита на животна средина, човекови права и родова еднаквост, пристигнаа 19 апликации, кои што комисијата, во чиј состав има и представник од невладините организации, со една единствена цел да ја задржиме тоа ниво на транспарентност и отчетност, успеавме да определиме, односно согласно критериумите кои што
беа утврдени во самиот јавен повик да од тие 19 пристигнати апликации 14 проекти беа поддржани, односно бодирани со различен број на бодови согласно самите критериуми што се утврдени во правилата за евалуација. Во однос на ведва програмата, која што оваа програма значи обезбедува финансиски средства за поддршка на годишни програми на Сдружение на граѓани од областа на социјалната заштита, имајќи во предвид дека тие се уште не располагаат со доволно човечки ресурси да креираат соодветни здрави проекти, туку во рамките на нивните годишни програми, Општина Струмица во рамките на оваа програма настојува да поддржи активности од нивните годишни програми, меѓутоа секако во рамките на самата методологија и самите правила. Во рамките на оваа ведва програма, односно посебниот јавен повик по ведва програма, пристигнаа 5 апликации, од тие 2 апликации беа соодветни и беа финансиски поддржани. За жал, 3 апликации не ги поминаа критериумите кои што беа дел од целата таа процедура, за да може да бидат финансиски поддржани. Самата процедура, односно методологија, предвидува финансиска поддршка со најголема вредност од 250.000 денари за оние проекти што се најквалитетни, односно успеваат да ги обезбедат сите бодови, тоа се 100 бода, согласно критериумите, и 60.000 денари во однос на најниската квота која што Општина Струмица согласно самите критериуми ги поддржува. Вкупната вредност, вкупната вредност на Г1 програмата, односно вкупните финансиски средства кои што беа распределени беа 2.990.000 денари, а во ведва програмата 288.000 денари. Што значи дека сите овие поддржани финансиски проекти, 14 по Г1 програма и 2 по ведва програмата, ги исцрпија сите планирани финансиски средства во двете програми. Договорите се подпишаа, во мај, имплементацијата веќе е започната и согласно договорите, односно обврските на договорните страни, веќе граѓанските организации започнаа со имплементација, започнаа со промовирање на почетокот на нивните проекти. Нивните проекти на вистина се добри, од исклучително значење се во сите области. И во локалниот економски развој имаме 3 проекти кои што се одобрени. Во образованието имаме 4 проекти кои што се одобрени, во социјалната заштита имаме 3 проекти кои што се одобрени, во животна средина 3 и 3 проекти имаме во родова еднаквост и човекови права. Така, вие како општина ги препознавте потенцијалните проекти кои што ќе допринесат во различен сегмент во општественото живење на општина Струмица. Каде најмногу ќе се стави акцент? Ете, слушавме од ведва програмата социјалната заштита во Г1 програмата, каде има подпутнување, да кажеме, и можеби канализирање на одредени цели? Вака, имајќи во предвид дека пристигнатите проекти по различните приоритетни области, за кои што и самите невладини организации ги потврдија како такви и како можност за креирање на квалитетни проекти, ни дава широк опсег во однос на значењето на самите проекти. Меѓутоа, самата имплементација ќе го покаже нивото на достигнување, односно нивото на исполнување на очекуваните резултати во рамките на она што е планирано и наведено во самата апликација. Меѓутоа, целата таа имплементација се разбира, се следи од страна на Општина Струмица, се следи и од јавноста, односно медиумите, како и од самата имплементирачка организација. Меѓутоа, во овој контекст имам особено можност и да истакнам една особена забелешка која веќе ние ја сериозно нотираме во рамките на нашето веќе долгогодишно искуство, имајќи во предвид дека се неколку организации, невладини организации, од севкупниот број на невладини организации, дефинитивно се истакнуваат многу на повисоко ниво и во однос и на квалитетот на подготовка на проектите, и во однос на квалитетот на имплементацијата на проектите, и во однос на квалитетот на доставувањето, односно пишувањето на наративните и финансиските извештаи и известувањето до донаторот, односно до Општина Струмица. Во тој контекст се наметнува една дилема во смисла да на некој начин се остава сомнеж за приоритизација на одредени граѓански организации кои во неколку години аплицираат. Меѓутоа, самата методологија не ја исклучува можноста организациите да аплицираат 1 или 2 години и да немат право на апликација, меѓутоа самата методологија предвидува доколку квалитетот на
на апликацијата не е соодветна во рамките на самата методологија, односно не ги задоволува критериумите, или како проекти се повторуваат, значи неколку години наназад, или се речиси идентични и се однесуваат на исти приоритетни области, значи тогаш имаме проблем. Меѓутоа, во тој контекст сакам да нагласам дека се повеќе се наметнува потребата и самите граѓански организации меѓусебно да градат партнерства, да разменуваат искуства и заеднички да ги градат своите капацитети, за да идентично на некој начин се развиваат и да аплицираат со квалитетни проекти. Имајќи во предвид дека сепак комисијата мора професионално да постапува и да го оценува она што го чита, и да биде убедена дека тој проект на вистина ги задоволува сите критериуми, а сепак тоа е одговорност на организацијата апликант, тие ќе мораат да ги градат капацитетите заеднички, секако и во партнерска соработка со нас. Јас бев убеден дека граѓанските организации сепак во периодот кој што помина изградија капацитети, меѓутоа имајќи во предвид дека испорачавме доста обуки во тој контекст, кој што за жал посетеноста не беше на завидно ниво, и тоа е индикатор дека треба повеќе да се работи во таа област, за да навистина во иднина добиваме квалитетни проекти, а да немаме никакви сомнежи дека општина Струмица субјективно и селективно ги разгледува проектните апликации. Тони, јас ти благодарам што беше дел од вестите на ТВ канал. Ви се надевам дека не само невладиниот сектор, туку и граѓаните подобро ќе се запознаат со работата, имплементацијата, текот на имплементацијата на сите добиени проекти. Посакувам успех за понатаму, а на невладиниот сектор секако успешно реализирани проекти. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на поканата. Овој контекст сакам да истакнам дека општина Струмица и понатаму ќе остане на онаа ниво, ќе остане партнер со граѓанските организации, секогаш ќе бидеме тука за граѓаните да реализираме квалитетни проекти во интерес на самата локална заедница. Ти благодарам. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме со останатите содржини на вестите.